Добре дојдовте. Лажни вести, вистински свет. Ова е насловот на темата на неделата на Радио Слободна Европа за искривената реалност во светот и во Македонија, за новиот феномен што почна да се шири по брзиот развој на интернетот и социјалните мрежи. Лажните вести веќе ни нудат нова нереална слика, без разлика дали станува збор само за чиста борба за власт или за нечесна конкуренција и поголем профит. Медиумите се полни со терминот лажни вести. Тој се користи и кога политичарите сакаат да демантираат нешто што не им одговара, а се повеќе се забележува и при меѓудржавната комуникација. Живееме ли во вистинскиот свет на лажните вести? Случајот со тепачките на протестот на белите екстремисти во американскиот град Шарлотсвил само ја потврди употребната вредност на терминот лажни вести. Американскиот претседател Доналд Трамп се најде под големи критики, откако за нив ги обвини двете страни. Во негова одбрана тој посочи дел од американските медиуми за критизерство и за тоа како ги проследиле насилствата во Вирџинија. Journalists, but for the most part, honestly, these are really dishonest people, and they're bad people. Трамп додаде дека медиумите ја хранат омразата во Соединетите држави. The only people giving a platform to these hate groups is the media itself and the fake news. Тој тоа го повтори и со порака на Твитер. Јавноста учи, уште повеќе, како лажните вести се нечесни. Тие сосема погрешно го представуваат она што го велам за омразата, фанатизмот и слично, срамота. Токму борбениот поглед на неговата администрација против традиционалните медиуми, како опозицијска страна, која шири лажни вести, им се најголемата надеж во нивната битка за привлекување читатели. Весникот Нью Йорк Таймс во почетокот на годинава лансира кампања под името Вистина на интернет, на која бара од неговите читатели да се пријавуваат бидејќи, како што се наведува, на вистината и е потребна вашата поддршка. Марк Томсон, главен извршен директор на Нью Йорк Таймс, во врска со ова вели. Misinformation and outright lies. It's famously fake news is part of what is part of the internet. So I think the idea that people should want to hear about authoritative news sources and turn to those news sources makes sense to me. И други американски медиуми почнаа со слични кампањи и стануваат се попредпазливи во контролата на приемот и ширењето на лажните вести. Лаги, спинови и скривени факти, дозирани информации и вистината се губи. Тоа е секојдневието и во Македонија. За тоа како да се справуваме со овој феномен, за потребата од проверка на фактите и критички поставената јавност, во Скопје разговараме со Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми. Во последно време се повеќе политичари во Македонија почнаа да го употребуваат терминот лажни вести. На оваа тема разговараме со Билјана Петковска од Македонскиот институт за медиуми. Господјо Петковска, накратко, постои ли дефиниција што се тоа лажни вести? Сеопфатна и прецизна, единствена дефиниција за сега нема, но во основа се работи за лаги, манипулации, искривување на фактите, дозирано презентирање на фактите, спинови, значи сензационалистички представувања на информациите со кои што се располага, намерно искривување на работите, пропаганда, значи се што е различно од тоа што е вест, изработена и презентирана според стандардите на професионалното новинарство. Каков е вашиот впечаток? Го користат ли политичарите во Македонија овој термин за всушност да ги обезвреднат критиките што доаѓаат кон нив или пак на вистина се работи за лажни вести? Па сега кога во пресред на локалните избори светоци сме дека се интензивира употребата на терминот лажни вести и кога е тоа адекватно и кога не е. Што само потврдува дека, како и во светски рамки, лажните вести, особено проблематиката поврзана со лажните вести, главно се поврзува и се актуализира во време на избори. Да речеме сега една Германија, која што
се спрема исто така за парламентарни избори и таму на големо се работи на справување со овој растечки проблем. Така да и кај нас некако политичарите фаќаат се на линија на тоа што значи некаков светски стандард. Споменавте справување со овој феномен. Постојат ли начини да се справиме со феноменот на лажни вести? Првото е проверка на фактите. Проверката на фактите треба да ја вршат читателите, како консументи на информации од традиционални медиуми, меѓутоа и особено од интернет портали и од социјалните мрежи. Паралелно со тоа, медиумската писменост. Граѓаните треба критички да им пристапуваат и да ги консумираат содржините кои што доаѓаат од сите типови на медиуми, особено од интернет базираните медиуми, на социјалните мрежи и интернет порталите. И третиот и веројатно еден од најважните аспекти е реафирмирањето и враќањето на примената на професионалните стандарди во новинарството. Ви благодарам на одвоеното време. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата на Радио Слободна Европа, во кое се осврнавме на феноменот лажни вести. Нашите содржини можете да ги следите и на YouTube, како и на социјалните мрежи. До гледање.